А утре вечер во Велес ке се одржи меѓународниот стрип салон. Деталите ги имаме во линковското вклучување на колегата Петар Печков. Второ линковско вклучување утрово од Велес на конкретна тема. Петар, по втор пат велам добро утро, овој пат најавуваме убав настан. Да, и јас велам по втор пат добро утро за тебе и за гледачите на утринската програма. Утре вечер и деновите потоа Велес ќе биде центар на стрип уметноста. На оваа тема ќе зборувам со Александра Иванова, организатор. Утре вечер е стрип салонот, а додека четврток започнува стрип колонијата. Александра, добро утро. Дали е се подготвено за настаните што ќе следат наредните неколку дена? Добро утро и од мене. Благодарам уште една за приликата да можеме да го представиме она што ќе се случува во Велес наредните денови. Последните подготовки се во тек, речиси се е спремно, останува оние финесите на крај за утрешниот меѓународен салон на стрип 22 поред и секако и за седмата стрип колонија која што започнува во четврток и ќе трае се до недела. Да започнеме најнапред за она што ќе се случи утре вечер, тоа е стрип салонот 22 поред. Колку трудови година стигна, од каде се стигна, дали беше темата на која што се заработеа тие авторите задолжителни или пак беше оставено самите нив, а додека наградените ќе ги оставиме за утре вечер сепак да видат, да дојдат или пак потоа да видат низ медиумите. Александра, и кај ќе се случува настанот? Така, настанот ќе се случува утре вечер од 20 часот во Европската куќа во Велес. Изложбата е поставена, веќе ги чека сите љубители на стрип уметноста да дојдат и да видат се она што е пристигнато. Не се делумно, бидејќи навистина не пристигнаа голем број на дела. Оваа година најмногу 396 дела од 13 земји од околината, меѓутоа и од светот, не само од Балканот, имаме и од Русија, имаме и од Грција, имаме навистина од многу земји пристигнати дела, за што посебно сме среќни, така што верувам дека ќе има што да се види. Она што посебно ме радува е дека има многу млади автори, посебно од Македонија, кои што се потикнуваат да творат и понатаму да создаваат своји дела кои што ќе остават трага. Дали работеа на некоја тема? Не, темата беше слободна, како и секоја година, така и ова, слободно да се изразат се она кој што нив име инспирација во моментот. Покрај традиционалните награди кои што секоја година стрип центарот на Македонија ги доделува, оваа година можам со задоволство да истакнам дека во соработка со Европската куќа ќе се доделат дополнителни 3 специјални награди за млади автори, парични награди кои што ќе повторно сакаме да прераснат во традиција за и понатаму да бидат мотив за младите да творат во оваа девета уметност. Александра, вообичаено наградените трудови и дел од оние што пристигнаа беа објавувани и во вашите стрип изданија. Дали таа пракса и година веќе се задржи? Да, секако на дел од стриповите кои што се наградени ќе бидат објавувани понатаму во изданијата на стрип центарот. Секако дел ќе се и веќе ставени во каталозите за овогодишниот салон, така што нели секој еден кој што ќе дојде ќе може да има дел од она што ќе изложено за себе. Рековме Европска куќа, часот во колку саатот започнува? Во 20 часот. Отворено за сите? Секако отворено за сите. Добродојдени се сите оние кои што сакаат да видат нешто поразлично и традиционално кое што не е секоја година. Веднаш потоа во четврток започнува и стрип колонијата. Колку учесници има, од каде доаѓаат, каде ќе се твори, дали ќе биде на одредена тема, ќе има ли некој кој што ќе ги едуцира тие млади, ако се млади стрип уметници? Така, од четврток до недела во Рибник ресторан Нежилово ќе се одржува седмата поред стрип колонија на која што ќе има 15 учесници, не само од Македонија, туку и од Србија и од Бугарија. Има и аматери, почетници, меѓутоа има и докажани истакнати имиња кои што ќе работат заедно неколку дена, повторно на слободна тема. Сите тие дела остануваат понатаму за стрип центарот да може да ги објавува во своите публикации. Ментор на овогодинешната стрип колонија ќе биде истакнатиот сценарист и стрип уметник од Лесковац, од Лесковачката школа за стрип Марко Стојановиќ, кој што е навистина истакнат не само во Македонија и на Балканот, туку и во светски размери. Верувам дека навистина сите оние учесници ќе имаат квалитетно и продуктивно време на творење.
Да. Александра Велес неколку дена ќе живее со стрип уметноста, седната уметност како што ја нарекуваат. Треба младите да се доцираат, бидејќи јас своевремено тоа го правевме под клупите, читавме стриповите со познатите умници. Не знам денеска децата што читаат, дали и воопшто нешто следат од стрип уметноста и стрип јунаците, но потребно е. Да, апсолутно се сложувам дека е потребно. Денеска потешко децата читаат книги, повеќе се на социјални мрежи, на електронски медиуми, меѓутоа токму тоа е и целта на вакви настани и на не само овој период од годината, туку во текот на целата година преку разни работилници, едукативни настани, да децата се мотивираат и да читаат и да творат, затоа што навистина тоа е она што на крајот од денот останува. Александра, ви посакувам успешна работа. Тоа се гледаме во некоја следна пригода со некои следни новости. Благодарам што одвоивте време од вашите работни врски во ефтанската гостинка. Благодарам уште еднаш и до вас и поздрав до сите гледачи на утринската емисија. Тоа беше Александра Иванова, организатор, дел од екипата која што ги создава стрип колонијата, како и стрип салонот. Утре вечер отварањето, тоа изложбата на наградените од стрип салонот, а четврток и неколку дена потоа е стрип колонијата. И тука јас би се одјавил 21 степен, само 1 степен повеќе од 7 часот и некоја минута. Ване тоа е се за утре од Велес.